3 години од свеченото втемелување на зградата на клиничката болница во Штип, таа се уште е многу далеку од завршена. Крајот не само што не се гледа, туку станува се подалечен. А тогаш, на 3 март 2016 година, највидните луѓе од тогашната власт се собраа во Штип за да се сликаат со лопати и можеби искрено верување дека овој за источниот регион грандиозен здравствен објект ќе биде готов за само 2 години. Инспирацијата тој ден беше толку голема што техничкиот премиер Емил Димитриев детално објаснуваше како објектот ќе изгледа. Комплексот ќе биде распределен на 8 нивоа со голем број на болнички оделенија и центри. На последните 3 нивоа ќе бидат сместени болнички соби со сите неопходни содржини за директна поддршка и медицински надзор, додека во подолните катови се проектирани сите неопходни содржини за дијагностика, интервенции и третман. Не помалку мотивиран за раскажување беше и тогашниот министер за здравство Никола Тодоров. Има комплетно воспоставен BMS систем или Building Management System, кој контролира во целост електриката и машинството на објектот и е директно поврзан со системот за менаџирање на болничките соби. Кога пациентот се прима во болница, се внесува во системот, дека собата е зафатена, се активира климатизацијата во собата. Исто така, за прв пат во јавна здравствена установа ќе се изведе систем за пневматска пошта, пневматски туби за земање на крв, со што ќе биде директно поврзана лабораторијата со дијагностиката и оперативниот дел. Иако Димитриев и Тодоров зборуваа без избор да каже, главен беше некој друг, човекот кој не многу пред тоа и го одобри целиот овој проект. Откако оваа гарнитура на луѓе од власт замина, а зградата беше прилично над земјата, новиот министер за здравство Венко Филипче од Штип испрати нова надеж и ветување. Изработува новиот динамички план, во исто време правиме планирање и за точниот тип на медицинска опрема, каква треба да се направи, за да во исто време, практично, кога ќе болницата биде завршена, а тоа најверојатно, според сегашните очекувања и планови, ќе биде некаде на средината на 2020 година, ќе стигне медицинската опрема, за да во еден ист момент, кога ќе има услови, болницата се опреми и докторите веднаш се преселат и почнат со работа во новиот објект. Во меѓувреме сите што му веруваат на Филипче ја чекаат 2020 година, но зградата на клиничката болница е осамена и тивка. Во неа нема работници, но околу неа има проблеми. Грчкиот изведувач го раскина договорот со Штипски бетон. Прекинат е договорот пред некое време со Бетон Штип како подизведувач, така да проектот се продолжува на работа. Интракат продолжува до завршувањето на проектот. По сето ова сега следува долг судски спор, а на објектот не се работи. И сликовито и реално кажано, работата е стигната до кров, но тоа е многу малку од она што досега требаше да биде. Низ бројки пак објектот изгледа вака. Површина на новата болничка зграда 34.000 метри квадратни, 8 нивоа, 17 амбуланти и 354 легла. Вредноста на градбата е 34 милиони евра и околу 16 милиони евра се најавени за нова опрема.